Кога се наклонуваме на другата страна, ние на тој начин создаваме можност да се оддалечиме од тој Божји дух, првично од каде што сме создадени, затоа сите бебиња се толку чисти, толку убави, толку не осквернети, додека понатаму човекот кога ќе види, кога ќе го завладее похотта во неговиот живот и ниските страсти и ќе рече: чекај да видам ја како е да создадеш 1 милион евра на својата сметка, па дај да видам да го тргнам овој пат, па дај овој да видам другиот пат што има. И така, не знаејќи за злото, не знаејќи дека пози тој материјализам стои впрочем и црна енергија, бидејќи целиот тој материјализам и луксус е измислен, а ќе дојдеме и до тоа, кажува дека што? Дека човекот на несвесен начин му се одал, си ја продал душата, онаа душа која што му е дадена од Бог, иако секогаш таа нитка на Бога стои кај него, меѓутоа се оддалечил и се наклонил на оваа темна сила и затоа во општеството толку ни владее оваа црна темна сила. Затоа што луѓето наместо да се налепат на овој, како што ги набројав сега тие квалитети, одат на спротивниот начин и се вовлекуваат во тој нормализиран, модерен начин на живење, кој што впрочем е производ на самата сатана, односно злото. Затоа што злото сака, идејата на злото е да создаде концепт во општеството, кој што ќе се базира на врз или неморал, или корупција, значи само алчности за себе, или пари материјално што повеќе, значи да се живее живот заради вредности на материјализам, а не заради духовност. И кога се губи таа духовна суштина кај човекот, и човекот целосно го заборава Бога, бидејќи тоа е целиот проблем. Човекот го има заборавено Бог. До претходниот век се вртело околу Бога, околу доброто и злото, ќе дојдеме и до тоа и баш зацртаните имам спремено еден многу убав концепт и видео прилог кој што ќе го погледнете да видите како колкава е разликата од тогашните цртани филмови и денешните. Меѓутоа поентата е дека човекот се оддалечил, влегол во тој материјален свет во кој што доминира егото, себичноста, луксузот и целосно се оддалечил од Бог и него целосно го владеат тие демонски сили. И тој не е свесен, верувајте ми, не е свесен. Меѓутоа тука не спаѓа само богатите, не спаѓаат, значи спаѓаат и обичните луѓе кои што на било каков начин го поддржуваат тоа зло. Дали работат за некој, па макар бил и чистач или чистачка, ако работиш ти за некое големо зло, ти си на некој начин дел од таа група. Еве овој вовед сакав да биде на овој начин, чисто да ве упатам каде живееме, што се случува во надвор кога ќе излеземе на улица, иако ние гледаме дрвциња, луѓенца си одат со своји обврски ваму таму, сепак има некои нешта кои што не ги знаеме и не ги гледаме со јасен духовен поглед, а тој може да се постигне само ако човекот духовно се продлабочи и насочи и се доближи до Бога. Без разлика дали ќе биде тоа преку читање на Библија, преку одврзување од некои материјални аспекти на живење и така натаму. Ова не е сега, не навлегуваме во таа тема, не сакам да губиме многу време, сакав еве вака еден мал вовед да ви дадам, за да имате во предвид што се случува во општеството. И од тука, ако се навратиме малку наназад и да речеме чекај малку стоп. Ајде да го исклучиме целиот овој свет, односно се она што постои денеска, да го замислиме светот како да е од нула. Како да сме почнале од прв век. Тогаш ќе сватиме дека не постоело ништо на земјата. Еве доволно е да се качите на водно, да погледнете од горе панорамски кон Скопје или кај да живеете и ќе видите дека има многу населени места, згради, куќи, некои објекти и така натаму. Значи се тоа на куп наредено како едно буквално како еден чопор сме се собрале на едно поднебје и замислете така 8 милиарди луѓе низ целиот свет на оваа земја. Ако го погледнеме тоа аспект, сега ние сме се постоиме, сме се родиле тука и нема ништо, да речеме почнуваме од нула. Тогаш ќе сватиме, ќе ни кликне малку дека впрочем се е измислено.